Обштините повторно се одврзани раце, крајот на изборите ќе значи и крај на ограничувањата за распишување на тендери и отпочнување на градежни активности кои со изборниот законник беа оневозможени. Ова значи дека проектите кои неколку месеци стоеја во фиока, сега конечно ќе може да почнат да се реализираат. Имаме неколку набавки кои што се веќе спремени, се однесува конкретно за уредување на речното корито во село Карбенци на Козијачка река. Инвестицијата е некаде околу 4.200.000 денари. Потоа, исто така, ќе набавиме комунално возило за собирање на комунален смет, тоа е трактор со прикупка за вредност околу 20.000 евра или 1.250.000 денари. Крајот на изборите и во Делчево го очекуваат неколку клучни проекти, но најважен и за граѓаните и за општината е изградбата на градскиот зелен пазар. Ние веќе имаме изготвено проект, имаме одобрение за тој проект, така да јас после изборите очекувам конечното завршување на процедурите околу овие парламентарни избори. Очекувам да биде распишана јавната набавка за изградба на тој градски зелен пазар, кој што е еден импозантен објект и каде што ќе бидат спазени сите стандарди пред се за околу запазувањето на сите, така би рекол, ХАСАП стандарди за зачувување на здравјето на сите наши сограѓани. Инвестицијата околу изградбата на целосната структура на градскиот зелен пазар е 30 милиони денари. Идентична е состојбата и со другите општини каде се чека изборите секој момент да бидат завршени за стопираните активности да можат да продолжат. Еден од најголемите и најдолго очекувани проекти е осветлувањето на кеј на река Каменичка. Во тек е набавката која што е распишана и закажување на електронска аукција. Во тек вршиме и експроприација на неколку градски улици, кои што исто така ни се од особено значење. Тоа е во урбанизираниот градски дел и во зависност од завршувањето на постапките за експроприација следи и распишување на јавни набавки за нивна изградба. Средствата за сите овие проекти се обезбедени од буџетот на општината и нивната вредност изнесува некаде околу 70 милиони денари. Но она кое што малку се закочи со оглед на предизборните действија е воведување во работа на еден од клучните мои предизборни проекти, а тоа е реконструкција на школен парк од Братство единство во Пробиштиц, каде во понеделник ќе се воведи фирмата која што го доби тендерот за реконструкција на школен паркот. Продолжува со работи реконструкцијата на културниот дом, музеот е веќе завршен, но самите предизборни действија го закочија отворањето. Отстранувањето на сите пречки и отпочнувањето на градежните активности во овој период за градоначелниците е многу важно. Овие избори завршија, но на нив наврат им тежат други за нив многу поважни, локалните. Време да го реализираат ветеното пред граѓаните имаат само уште една година.